Да бидеш јутубер е табу. Знам и зошто. Многумина ги сметаат јутуберите за мочковци што немаат поема од животот и немаат живот уопште. Сметаат дека нивната содржина е срање. Мислам, види, јас сум филантроп, ги сакам сите, али нормално сега, не може секој да го бива за се. Како и да е, не збориме сега за мене, збориме за секој што себе си се нарекува јутубер. Значењето на зборот јутубер во поширока смисла значи секој човек што аплодира видеа на YouTube. Но во потесна смисла, попрецизно, јутубер е човек што се промовира самиот себе со помош на платформата YouTube. И не зборам за промоција као видете ме кој сум ја. Тука едноставно го искажува сопственото мислење со помош на вештините кои што ги поседува за изработка на едно видео. Но не мора ни да значи дека јутуберот сам го монтира тоа видео. Битното е што тој е главната улога во неговиот YouTube канал. Зошто луѓето ги сакаат, а зошто не ги сакаат јутуберите? Луѓето се навикнуваат на еден начин на живот и се што им е ново, им е чудно некако. Им е кринч, безсмислено, безпотребно. Без разлика на тоа дали и колку е интересно. Јас сум музички артист веќе некои 9 години и комотно можам да кажам дека е исто. И на двете полиња нешто се креира. Малтене се е исто, освен крајниот продукт. Овој добива песна, овој добива видео. Ај сега да збориме малце пореално. Секој човек си има своји идеали. Секој сака да биде успешен. И немој да ми кажеш дека не ти е стало луѓето да те ценат за твојот труд. Што и да е. Ама ако се работи за творец како што е јутуберот, луѓето за него сметаат дека тоа е самобендисано копиле, attention whore, човек што мисли дека е интересен ако вака седи сам пред камера и си ја снима фацата и збори за безпотребни работи, како ова гейма, прави нискобуџетни филмчиња или што и да е. Не. Јутубот, како и сите други социјални мрежи, си има своја намена. И ние јутуберите го користиме баш за тоа што е наменет. Може би малкумина од вас го знаат и мотото на YouTube кое што беше од самиот почеток, не сум сигурен дали уште истото, немам проверено. Broadcast yourself. Што у буквален превод би дошло да се емитуваш себе си. Така што, како што на Twitter пишувам твитови, на Instagram споделувам слики, така и на YouTube ставам видеа. Сега има луѓе што серат за деца што не знаат да едитираат, не се интересни, немаат опрема за да снимаат, а не серат за истиот квалитет и истата содржина на Instagram кога е. Зборувам за лоши слики, досадни секојдневни селфиња, слики од храна и слично. Една проста споредба, мислам, не сакам да кажам дека овие на Инстаграм нешто ја им замерувам што ги ставаат тие работи, ама зашто на нив не им се замерува, а им се замерува на овие нашиве. Изгора се, да бидеш јутубер наместо корисник на било која друга социјална мрежа е голема храброст. Ниедна друга социјална мрежа не и дава опција на публиката да клекне дислайк. Ако моето видео не ти се допаѓа, нема да го игнорираш како сликата на Инстаграм, туку ќе стиснеш дислайк, со што би ми кажал дека не ти се допаѓа. Не, ти кажуваш, сметаш дека видеото е лошо. Аналогно на тоа, луѓето ги сакаат јутуберите затоа што немаат срам, не се кријат во глувчија дупка, директно комуницираат со публиката. Да, цело време кажам публиката, пошто све е публика и следачите мои на Twitter, и следачите мои на Facebook, и следачите на Instagram, све е тоа публика која што мене ме прати заради мојата содржина сега. Може би ме прати затоа што сака да ми се подсмева, ама нема везе, не дека ме прати. Публика е публика, јеби га, сега да гледа. Не знам, можда стварно изгледа смешно кога некој седи сам дома, као мене, и си прави сам муабет со камерата, као мене. Ама тоа така ви изгледа затоа што е сам. И сам го прави тоа што го прави. И тоа не е срамот. Мислам, не мора ти да бидеш некој глумец за да седиш дома и да правиш муавет со камерата. Ние јутуберите сме му благодарни на YouTube што ни отвара можност да се изјасниме на ваков начин. Особено во Македонијчево тоа ти е многу потребно, пошто тука ако тато не е фаца, ти нема да бидеш приметен, а веруј ми ке ти треба да бидеш приметен понатаму животот. Само на момент ке се вратам на поврзаноста јутубер музичар. Ако е срамота да се излезе пред камера, зошто не е срамота да се излезе пред микрофон? Знам зошто. Затоа што е нешто ново. А луѓето се навикнуваат. Без гајле. Ќе се навикнати на нас.